Добар ден. Моето име е Јованка Михајловиќ и го предавам предметот Бизнис и предприемништво во 4-та година во гимназиската струка. Денешната методска единица се потрошувачи, откривање, потврдување и креирање. Темата е бизнис контекст и околина на оѓање на купувачи. Целите на оваа методска единица е да знаеме како да ги најдеме купувачите, да знаеме да ги оцениме желбите и потребите на купувачите, да знаеме да развиеме продажната линка. За секој бизнис при тестирањето на претпоставките за бизнис моделот треба да се дефинираат и запознаат купувачите. Кои се придобивките од познавање на купувачите? Кога се познаваат подобро купувачите, ќе може лесно да се развиваат нови производи и услуги кои ќе излезат во пресрет на вистинските потреби на купувачите. Со подобро познавање на купувачите ќе креирате маркетинг материјали кои ќе погодат точно во целта преку емоции, чувства, потреби и проблеми на вистински купувачи за вашиот бизнис. Подоброто познавање на купувачите ни помага да ги откриеме маркетинг средствата, кои ќе се користат, кога да се користат и за кои купувачи. Ќе постои можност за подобрување на комуникацијата со купувачите, бидејќи кога се знае повеќе за нив, ќе може полесно бизнисот да се вклучи во разговор и комуникација, што значи градење на еден сосема поинаков и подобар однос. Сега прашањето е кои се купувачите? Во бизнис моделот треба да ги дефинираме купувачите и да ги тестираме дека се тие вистинските купувачи, дека тие се навистина вашите купувачи. Едноставно, без купувачи нема приход, тоа значи дека ќе нема ни профит, а без профит не може да се финансира нормално функционирање на бизнисот. Поточно, без купувачи нема ни бизнис. Колку повеќе купувачи ќе има еден бизнис, и тоа квалитетни купувачи ќе значи и толку поголем приход за бизнисот. Што мислиме под квалитетни купувачи? Тоа се купувачи кои ќе купуваат во поголем износ на пари и повеќе пати во определен временски период. Потребно е да ги разграничуваме купувачите и корисниците. Купувачи се оние кои му плаќаат на бизнисот за производот или услугата кој ги продава, од друга страна корисник е оној кој ги користи производите или услугите кои што бизнисот ги продава. Во голем број случаи, купувачите и корисниците може да бидат исти лица, но сепак мора да се знае дека за некои компании тие ќе се сосема различни. Например, за еден производител, купувач може да биде големопродажен бизнис или дистрибутер на големо, додека корисник на производите да биде купувач на малопродажен бизнис, кој пак е купувач на големопродажниот бизнис. Во ваква ситуација, кога го земеме маркетинг процесот како пример, еден производител ќе треба да генерира интерес за продажба кај крајниот корисник, иако директен купувач е оној кој плаќа, нема да биде крајен корисник. Значи, можеме да имаме хиерархија на купувачи на една компанија. И тоа, крајни корисници, понатаму влијателни лица, препорачувачи и одлучувачи. Без разлика, кога зборуваме за крајните корисници, дали се продава на крајни корисници или не, тие представуваат клуч на успехот на компанијата. Компанијата иновира нови производи за нив. Понекогаш тие можат да имаат најмало влијание на одлуката за купување. Влијателните лица се лица кои не се директно инволвирани во процесот на купување, но нивното кажување, пишување или споделување може да влијат на купувачки одлуки. Тие имаат силно влијание на социјалните медиуми и само со една порака може да го направат некој бизнис успешен или неуспешен. Може да бидат и блогери кои сакаат да тестираат нови производи или услуги и да пишуваат за нивниот квалитет, перформанси и корисност. Колку повеќе влијателни лица ќе се привлече во една компанија, толку повеќе крајни корисници ќе може да се генерираат за истата. Препорачувачи. Тоа се лица кои исто како и влијателните лица имаат влијание
да потикнат одлука без разлика дали станува збор за позитивна или негативна одлука. Јасно е дека денес повеќе се верува на еден доверлив препорачувач отколку на промотивна кампања на компанијата. Исто така може да биде и некој купувач кој е задоволен од досегашната работа со компанијата и ќе ја препорача на неговите пријатели или партнери. Одлучувачи. Честопати корисник на производот или услугата не е оној кој донел одлука за купување на производот. Одлучувачи може да бидат менаџери од средно ниво, може да биде еден од супружниците кој го контролира буџетот за патување на одмор или пак родителите кои донесуваат конечна одлука за купување на некоја играчка или пак видеоигра или пак апликација кој детето сака да се купат и сака да ги користи истите. Поделба на купувачите според прифаќање на нови технологии. Купувачите може да се поделат и согласно степенот со кој го прифаќаат производот или услугата. Джефри Мур тоа го прикажал за тоа каде се наоѓа производот кога станува збор за прифаќање во однос на истите и се нарекува крива на прифаќање на нови технологии. Првите купувачи за еден нов технолошки производ се наоѓаат во ран пазар и се нарекуваат иноватори. Тие се ентузијасти, луѓе со разбирање од техниката и технологијата, луѓе кои сакаат нови работи, сакаат да експериментираат со нови технологии, да ги поседуваат, користат и да покажат пред другите дека се први што имаат пристап до еден таков производ. Тие се најголемите распространувачи на пораката дека нешто ново функционира, што одговара, што, сакам да кажем, отвара пат за друга група на купувачи. Втората група, тоа се рани прифаќачи на нова технологија или се наречени мнозинство, исто како и иноваторите, доста рано во животниот циклус на еден производ купуваат, но за разлика од иноваторите, тие не се луѓе од техниката. Оваа група на купувачи е се уште мала за успех на производот на пазар. Раните прифаќачи се клуч на отварање на кој било високотехнолошки пазарен сегмент, доколку вие сте лица кој сака да го има првиот електричен автомобил во вашата улица или град, или пак првиот најнов мобилен телефон кој излегува, тогаш веројатно вие сте во групата на иноватори или рани прифаќачи. Купувачите од групата на раното мнозинство, иако се врзуваат лесно со новата технологија, сепак најчесто се водат од чувството на практичноста на новиот производ или услуга. Тие знаат дека повеќето од овие иновации завршуваат како неуспеси, само доколку се уверат во практичноста, оваа група на купувачи ќе го купи производот. Значи, пред да донесат одлука за купување, тие бараат докази. Едноставно, оваа група на купувачи представува скоро 1/3 од сите купувачи во овој синџир на прифаќање на нов производ и со неа се обезбедува голем износ на продажба, раст и профитабилност. После раното мнозинство доаѓа доцното мнозинство. Има скоро сите карактеристики на раното мнозинство, со тоа разлика што оваа група на купувачи не е комфорна со новата технологија. Оваа група чека новата технологија да стане стандард за користи. Како и раното мнозинство, оваа група на купувачи ја сочинуваат скоро 1/3 од сите купувачи во синџирот на прифаќање на нова технологија. Доколку вие велите дека нема да купите електричен автомобил, се додека повеќето од луѓето не купат и користат таков автомобил и додека возењето на бензински автомобил е навистина нешто веќе неисплатливо, тогаш вие најверојатно спаѓате во оваа група на купувачи. И на крајот од синџирот на прифаќање на новата технологија се наоѓаат влечковците, односно луѓе кои едноставно не сакаат да имаат ништо со новата технологија, без разлика дали станува збор за лична или пак економска причина.
тие се последните кои купуваат или пак воопшто нема да купат. Што значи да се биде вистински купувач? Понекогаш имаме потреба за превоз, ни треба кола и мораме хитно да патуваме за Охрид. Се прашуваме тогаш дали ќе користиме такси, или пак ќе купуваме автомобил, или ќе замолиме пријател да не однесе, значи треба да ги знаеме потребите на купувачите. Ќе постои сигурност дека сте вистински купувачи само ако тие на вистина имаат одреден проблем, кој што вашиот производ или услуга го решат, на вистина припаѓаат во соодветната демографска група која е определена, сакаат да го решат проблемот и се спремни да платат за решението на тој проблем. Мора да се потврди дека има проблем, потреба, желба на пазарот, дека има силен доказ. Доколку се собера доволно информации, постоечкиот проблем тогаш ќе се почне со директно контактирање со потенцијалните купувачи. Како се стекнува, одржува, изголемува бројот на купувачите во едно предпријатие, самото стекнување, одржување и изголемување на бројот на купувачите е директно поврзано со продажната инка на предпријатието. Продажната инка може да се сретне како продажна цевка или продажен тунел и представува начин на визуализација на продажниот процес. Предпоставките во однос на купувачи во бизнис моделот ќе дефинираат продажната инка во компанијата. Како да се натераат да влезат во инката, односно како да се креира побарувачката? Првите три нивоа на инката, свесност, интерес и разгледување, се изведуваат преку промотивните активности на предпријатието. Може да имаме платени промотивни кампањи како односи со јавноста, понатаму како реклами, саеми, вебинари, е-пошта, директна пошта, контекстуални реклами како Google, AdWords, Facebook реклами, медиумски реклами како радио, телевизија, печатени медиуми. Вториот начин на хранење на инката се изведува со заработено полнење на истата и тоа најчесто преку публикации во журнали, конференции, блогирање, гостински блог, написи, социјални медии, публицитет. Стекнување на купувачите се изведува преку генерирање на свесност дека компанијата постои како бренд или како производ или услуга. Откако потенцијалните купувачи ќе бидат свесни дека компанијата постои, потребно е да се генерира интерес, односно да се обезбеди заинтересираност на купувачот за производот или услугата. Например, интерес е кога ќе се прашаат нешто во однос на производот или услугата, како например колку чини или да закажат состанок со вас. Следува фазата на разгледување. По разгледувањето логично да се изведе продажбата, односно да го купат производот или услугата или да потпишат договор за соработка. Добро е уште во оваа фаза да се размисли за потенцијална вирозна јамка која едноставно ќе обезбеди вирозен ефект за бизнисот со цел постојано да се генерираат нови потенцијални купувачи во инката. Например, некој кој купил производ им кажува на пријателите дека изволете, а тие веќе стануваат свесни за вашето постоење. Например, можеме да креираме програма за стекнување на купувачи, при што ќе користиме блог, летоци, бесплатна проба, испраќање на е-пошта со специфична понуда за производот, поточно услугата. Задржување на купувачи се наоѓа во централниот дел од продажната инка. Тактики кои може да се користат за одржување или задржување на купувачите во продажната инка се програми за лојалност, повремено наградување на купувачите заради нивната лојалност, ажурирање на производи, континуирани ажурирање како потсетување дека постои подобре производ, задоволување на купувачите, одличен сервис по завршувањето на продажбата, праќање на анкети, повремени анкети за да се потсетат купувачите дека компанијата постои, да
се потикнат да купат уште нешто, обезбедување на високи трошоци за промена на вашиот производ. Сите овие тактики може да се користат на веќе стекнати купувачи за да се види кои од нив најмногу ги задржуваат купувачи. И третиот дел е, поточно последната фаза од двостраната продажна инка е зголемување на бројот на купувачите или раст на купувачите. Тука може да се користат надпродажни техники, како продажба на добри производи, потикнување на подобри и потоа најдобри. Например, Apple ги има изградено една од најсофистицираните инки на продажба. Тие започнуваат со iPod, како најефтин, потоа iPhone и iPad, па се до скапите компјутерски решенија како iMac. Продажба на повеќе производи на тековни купувачи е полесна отколку на нови купувачи. Понатаму може да се користат техники на вкрстена продажба. Например, ако го купите и овој производ, добивате попуст за друг производ. Како посебна техника може да се користат и препораки од тековни купувачи за да добијат нешто доколку го препорачат производот на повеќе луѓе. Деловниот успех зависи од нашите потрошувачи. Треба да ги препознаеме, да ги разбереме, за да тие бидат задоволни, а со тоа бизнесот да оствари успех, поточно да оствари профит. На крајот од оваа методска единица имате разгледување на студија на случај, на кој имате 3 прашања на кои треба да одговорите. Ви благодарам на вниманието.